Ало, добар ден, здраво пријатели, јас сум Петар Науски. Ова е нашиот канал, Наш свет со Петар. Денес е 31 мај 2026 година. Во минатиот период имавме многу случувања, особено на руско-украинскиот фронт, на фронтот во Украина се случија многу работи, за кои што ќе се обидам денес да ги надополнам, но мислам дека нема да не стигне само денес, туку ќе има барем 2-3 видеа денес, утре и задутре, може би по 2 видеа на ден. Претходната седмица имавме видео за бомбардирањата, за ракетните напади врз Киев. Што се случуваше врз Киев, какви бомби беа испалени, колку жртви и така натаму. Потоа, за вкупната ситуација во светот, за новиот светски поредок, имавме разговор со професорката Билјана Ванковска. Ако не сте го погледнале, можете да го погледнете, тоа е во претходното видео. Зборувавме за теми од севкупната светска политика, за новиот светски поредок, што се случува во светот, дали се создаваат империи, на каде оди светот, има ли се уште меѓународно право и така натаму. Уште еднаш, ако не ви е погледнато видеото, можете да го погледнете и да ги видите размислувањата на еден од професорите по меѓународно право од нашата држава. Тука мало подсетување, стандардната реченица, стандардните пораки, доколку не сте се претплатиле, доколку не сте направиле subscribe или абониран за каналот, можете да го направите тоа секогаш, бесплатно е и тоа е единствениот начин како би добивале видеа, бидејќи алгоритмот на YouTube е така направен што видеата нема да излегуваат сами ако не сте член на, тоест ако не сте абонирани за каналот. Сега да продолжиме понатаму. Минатата недела, како што кажав, се случува многу настани имаше околу руско-украинскиот фронт. Имаше еден огромен, како русите му викаат, еден масиран или еден покрупен напад врз Киев со повеќе ракети, со повеќе дронови. Беа погоден и аеродром до Киев во местоста Бела црква. Аеродром каде што се подготвувале и се правеле дронови. Понатаму имаше погодени неколку згради, неколку воени објекти, но имаше и ракети кои што паднаа во центарот на Киев. Што се случуваше после тоа? Руската јавност е премногу веќе чувствителна на сите тие случувања, смета дека руската држава и руското раководство треба да даде по-силен одговор на сите тие провокации, бидејќи на тој начин ќе даде до знаење дека руската држава е една сила со која што не може да се прави мајтап или како да кажеме, да се провоцира, така да кажеме. Под притисокот на населението, минатата седмица рускиот државен врв имаше седница на Советот за безбедност и после тоа следува повици до странските дипломати во Киев да го напуштат градот Киев, бидејќи Русија ќе продолжи да го гранатира или ракетира градот Киев. Се случи и телефонски разговори, беше јавено за телефонски разговор помеѓу Лавров и Марко Рубио. Лавров го информирал Марко Рубио за намерите на руската армија, за намерите на руската држава да направи сеопфатно ракетирање, да направи големи ракетирања врз градот Киев, затоа го информирал и го предупредил да ги повлечат дипломатите, странските дипломати од градот Киев. После тој разговор на Рубио и Лавров следува исто така и изјави и од портпаролот на Министерството за надворешни Захарова и стандардните изјави од руските говорители Песков и други. Овие најави за ракетирање врз Киев доаѓаат врз основа како одговор на ударот врз студентскиот дом во градот Старобелск во Луганската област. Имено што се случи?
Во текот на ноќта, со неколку удари, последователни, целенасочени удари, беше ударен студентски дом во местото Старобелск, во Луганската област, каде што загинаа 21 дете. 21 дете. Посред ноќ, додека тие спиеле, беше ракетирано со дронови и се загинати 21 дете и уште многу други се повредени. Врз основа на тој удар, руското општество, руската јавност реагира бурно и очекува од војската на Русија и од раководството да возврти на тој удар, бидејќи се работи за деца, бидејќи се работи за еден немилосрден удар и загуба на повеќе деца, бидејќи е показен, станува збор за ноќно време, целенасочено на ударено со дронови и повеќе од 20 деца, официјално 21 загинато дете. Врз основа на тој удар во Старобелск, во студентскиот дом, ако ги следите западните медиуми, медиумите низ западот, ќе видите дека тој удар не беше пренесен никаде, освен забележав некој артикл во Шпигел, но тоа беа се спорадични артикли кои што ги пренесоа западните медиуми без да дадат поопширен опфат и без да му се даде фокус на ударот врз студентскиот дом. Меѓутоа, истовремено, сите странски новинари беа и поканети сите странски дипломати беа поканети од Москва, од Министерството на надворешни работи, да го посетат Старобелск, да разговараат со роднините на загинатите, да разговараат со жителите и да направат увид што се случува и да тоа го пренесат во медиумите. Меѓутоа, очигледно никој од медиумите немаше интерес. Некои, како што видов по руските медиуми, некои од новинарите се допатували во Старобелск, но како што кажав, по западните медиуми тој настан не доби никаква одглас, никакво внимание, но пак за разлика на тоа беше едно масовно представен ударот врз Киев со многу ракети, каде што се обвини повторно руската страна дека нанесува несразмерни удари и дека прикажува огромна сила. И покрај тоа што западните медиуми не го пренесоа ударот врз Старобелск, Руската Федерација го подигна прашањето во Советот за безбедност, каде што русите таму се постојанен член во Советот за безбедност. Имаше разговори, но во разговорите на Советот за безбедност во Обединетите нации, кои што беа јавно пренесувани по телевизија, може да се долови атмосферата како реагираат дипломатите. Никој од западните дипломати немаше сожалување за руските жртви, сите ги посочија русите како виновници, дека тие ја предизвикале војната и тие се иницијатори на војната. Во една пригода можеше да се забележи и на телевизиите како представникот на Русија Небензија, дури зачуден и ги прашува дипломатите, па нели ви е срам, немате ли малку срам за тоа што го зборувате, на кој што одговор доби и од данската дипломатка, данската представничка дека Русија е самата виновна и тие немаат сега сожалување за русите. Тоа беше претходница на ударот, потоа се нанесе еден голем, сеопфатен удар врз Киев, но од ударот врз Киев немаше жртви, беа нанесени очигледно материјални штети, беа употребени разни ракети, беа употребени кинџали, беше употребен орешник, но меѓутоа орешник беше употребен врз аеродромот во Бела црква, како што кажав, но без никаков полнеж. Именно тоа е една балистичка ракета која што оди во орбитата, потоа со една кинетичка енергија се враќа кон земјата и брзината достигнува во хиперзвуковите хоризонти, над 5 маха, некаде околу 10 маха. Со таа кинетичка енергија ракетата има еден голем, еден снажен удар врз целта во која што ќе падне, но истата таа ракета е наменета за да носи атомски глави. Во овој случај ракетата се испалува, за среќа без атомски глави, но и за среќа без некаков полнеж. Очигледно станува збор за употреба само на кинетичката енергија од ракетата. Врз основа на тие како последователност на тој удар врз Киев следуваше, како што кажав,
и разговорот на Лавров со Рубио, но и на предупредувањето, официјалното предупредување од руските власти врз дипломатите, до дипломатите во Киев, да го напуштат градот, бидејќи ќе следуваат интензивни удари врз Киев и врз, како што русите кажуваат, удари врз објекти и во центарот на Киев, или како што русите му викаат објекти каде што се земаат решенија. Тие почнаа така, се закануваа дека ќе ударат локации на Банкова, тоа е централната улица, каде што е владата, каде што се министрите, каде што се governmentот или каде што е регирумот. Русите се заканија дека ќе ударат по местата каде што се земаат воени одлуки. Тоа беше една закана, тоа беше една најава, за да подоцна истите тие пак и релативизира. Тоест председателот на нивната дума излезе и кажа: па знаете, нивниот парламент, тоест Радата, не е место каде што се земаат одлуки. Тој каже: па нашата дума не зема одлуки, па тоа одлуките ги земат други чинители, воени чинители од републиката и така натаму, на кое што пак русите пак нели пак и се во наредниот момент и се релативизира. Што следуваше врз повиците за евакуација на дипломатите од Киев? Следуваше една потоа изјава од министерката или комесарот за надворешни работи од Европската унија, госпоѓата Каја Калас, која што изненадно на сите кажа дека дипломатите на Соединетите Американски држави планираат да се евакуираат од Киев. На кое што пак следеше демант. Американците очигледно го видеа, очигледно и самите беа зачудени дали има такво нешто, дали се подготвува, и беа затечени и и реагира со еден демант дека американците не се повлекуваат од Киев, дека остануваат во Киев. Меѓутоа во некои написи, во некои американски весници видов дека де факто и се спрема некое повлекување на одреден персонал во Киев, но не целосно затварање за сега на амбасадата. За разлика од Соединетите Американски држави, имавме изјава од скоро сите представници од Европската унија и од највисоките органи од Европската унија дека европските дипломати остануваат во Киев, остануваат на место во Киев. Европа нема да повлекува никакви дипломати и тие остануваат и понатаму да бидат во својата мисија во Киев, не плашејќи се од никаков воен напад врз Киев. Очигледно и во овој пример, и во многу примери, веќе следиме една директна конфронтација на Европа со Руската Федерација. Веќе гледаме како Европа во неколку наврати веќе очигледно влегува во директна конфронтација, во директни спротивставување со Руската Федерација. Ова беше еден исто таков момент каде што Европската унија одби и не се согласи на руските повици да ги повлече своите дипломати. За среќа до ден денес Руската Федерација остана само на тој напад врз Киев, напад во кој што немаше жртви за разлика од нападот врз рускиот дом за студентскиот дом во Старобелск. Паралелно со тоа се отворија и прашањата полека и за иднината на Украина во Европската унија. Канцеларот на Германија, Фридрих Мерц, имаше изјава во медиумите, во германските медиуми, каде што даде еден предлог да Украина не добие полноправно членство веднаш, но пак да добие едно асоцирано членство во Европската унија. Тоест едно членство каде што ќе може да ги ужива благодетите, сите благодети, но пак нема да може да зема решенија и ќе има еден таков статут на едно асоцирано членство во Европската унија. Врз основа на тоа изјава следуваше веднаш еден демант од председателот на Украина Володимир Земјенски, кој што изјави дека Украина не прифаќа никакво асоцирано членство, дека Украина прифаќа само
полноправно членство во Европската унија и ќе продолжи да ја заштитува, да ја задржува таа своја позиција. Се појавија, се вкрстија очигледно германските и украинските погледи за тоа каква е иднината во Европската унија на Украина. Понатаму следува други размисли, а денеска и оваа недела, вчера и денес во Берлин предстојува и советникот за војниот советник на владата, на украинската влада Рустемов во Берлин, каде што очигледно ќе се разговара и за тоа прашање, тоа за иднината на војната иднина и иднината, цивилната иднина на Украина и за тоа како да се изнајде еден модул да Украина во тие завршни преговори со Русија, тоа за окончување на војната, добие една понуда да стане член на Европската унија. Очигледно еден предлог од германска страна, од Фридрих Мерц за едно асоцирано членство, тоа за едно членство во Европската унија, каде што Украина ќе биде иден член на Европската унија. Значи следува, имаше предупредување од руска страна дека ќе има опсежни бомбардирања, опсежни ракетирања на градот Киев. Досега тие не се оствариле. Се надеваме дека и нема да се остварат, бидејќи Киев е концентриран град каде што живеат многу луѓе, но и град каде што има и многу дипломати. Се надеваме дека нема да дојде до тоа, но ќе останеме да ја следиме ситуацијата, да гледаме, да видиме што се случува во Украина и да редовно информираме и редовно заедно ги следиме тие ситуации. Кон крајот уште едно потсетување, доколку не сте претплатени, тоа е единствениот начин да ги добивате видеа. Правиме видеа скоро секој ден за ситуациите во светот, што се случува, вести кои што не може и работи кои што не може да се најдат секогаш по медиумите за масова комуникација, закона доколку сакате да ги добивате тие видеа, единствениот начин е да направите subscribe или абониран или да се претплатите за каналот. За сега поздрав и довидување.